Не баш бројните повоени избори од поезијата што во Војводина се пишува на српско-хрватски јазик. Оние антологиските, панорамски, зборнички или помалку амбициозните, приредувачки и репрезентативни, главно настојуваат да воспостават известен континуитет во однос на традицијата, она предвоена или она уште подалечната, романтичарската. Одвај да постоја два-три обида спрема поетиките, мотивски и тематски да се направат избори на различното пеење. Она што донесува нешто битно ново во поезијата на српско-хрватски во Војводина. За сега одбравме 7 поети што пропеаја со поинаков глас, неочекуван и свеж во однос на затекнатите модели на пишување. Кога ја донесувавме одлуката за ваков избор, знаевме дека ни најоригиналните експериментатори во Војводина не се појавија без постојното наследство. Бранко Радичевиќ меѓу првите пее на народен јазик, кое нешто представува своевиден прекршок во тогашниот литературен живот. Во Војводина, тогашна Австро-Унгарија, пее и Ѓорѓе Марковиќ Кодер, крајно автентичен поет чија работа во јазикот ни до денеска не е во доволна мера протолкувана. И Лаза Костиќ, чии јазични бравури и денеска делуваат свежо и потикнувачки. Најстариот од одбраните седумина поети е Тодор Манојловиќ. Тодор Манојловиќ е роден во Зрењанин во 1883 година и умре во Зрењанин во 1968 година. Познат како драмски писател, есеист и теоретичар на модерната поезија, најчесто е споменуван како поет кој прв кај нас почна да пишува во слободен стих. Пред Првата светска војна се наоѓа во Унгарија, во Будимпешта и во Наќварат, каде што другарува со Ендре Ади, еден од најголемите унгарски поети. Во 1914 година дипломира на Филозофскиот факултет во Базел. Живее во Фиренца, во Париз, каде што пријателува со Аполинер, а од 1916 година е на крв како доброволец и во литературниот додаток на Српски новини објавува песни какви во тоа време никој не пишувал. Продолжувајќи го модернизмот од пред 1914 година, Тодор Манојловиќ ги преместува границите на поезијата со слободниот стих со нагласен интелектуализам, пишувајќи среде крвавиот историски метеж во слава на аполонството и со жет за сонце, за сонуваните блескави фонтани и водоскоси. Секој од нас повлекува, засекува. Он со колку боли грч често по една бразда во духовниот простор. Еден невидлив зрак кој може би еднаш ке засветли. Ке пламне еднаш кога црвените и жолтите ружи на предвечерието ке се урнат славно во залезот. И на синиот пурпур на небото ке засветлат јасно вселенските точки на безбројните звездени јата и остро пламнатите мислени нишки. Цел еден чудно искрстосан, испресечен заслепувачки геометризам, што не може да зрачи во тапата секојдневна светлина. На темниот пурпур на ноќта огнени звезди стануваат јасни, ја откриваат својата тајна и смислата. Блескавата алемска мрежа во која се фаќаат, со која ги фаќаме и распоредуваме неуморно звездите, со звездијата и оној далечен простор. По Втората светска војна се враќа во Зрењанин.
Своите најзначајни поетски трудови ги објавува во 1958 година во книгата Песните на мојот двојник и во 1963 година поемата Тестамент. Поет со сосема поинаков ков, кој во литературата на Војводина во половината на 60-тите години се уште натопена со ограничувачката статика на социјалистичкиот реализам, внесува нов сензибилитет е Павле Поповиќ. Роден 1923 година во Ивенград. Од 1957 година, кога ја објавува збирката Камена шума, до 1981 година, кога Матица Српска му ја печати книгата Човекот пред градието, издава 8 книги песни. Павле Поповиќ со модерен сензибилитет, со инсистирањето на нескладност, суровост, доживеаност и искуство, е единствениот од десетината поети собрани 60-тите години околу списанието Полја, што создаде литературно дело инспиративно за последните две генерации поети во Војводина. Стиховите на Поповиќ со изразито мисловни елементи, но ослободени од реторичното, поставуваат мизансцен на човековата драма, изедначувајќи го времето и местото во една целост, не плашејќи се од мракот, кршот, кризата и не препуштајќи им се без резерва. Тој е остер и тежок, но и духовит, непосреден или ироничен на вистинското место и во вистинското време. Pesma silovito protiče ulicama mog grada. Vetar tu ume da komponuje savršeno prijatne melodije, nebo tu može da obuče potpunu raskoš pogleda. Ljubav tu može da ozida najveću kuću sna, nebo nad njim je postojbina naše poletelosti. Čovek na trgu prividno nepokretan ume da se osmehne srcem od kamena i da nas dočeka šumnim lepetom golubova koji neprestano uzleću sa ramena dana, raznoseći svuda otvorenost naših namera. Čak i zbrčkano lice ovih zidova, uprkos dugotrajnom svedočenju o neutešnoj prolaznosti ljubavi i patnje, zrače toplinom ohrabrenja, jer pesma protiče ulicama mog grada. Pesma protiče ulicama mog grada, noću se tu zapale čitavi vrtovi bogate raznobojnosti sveta, a u mutnom ogledalu ulice moguće je prepoznati sve naše bliskosti i otuđenja u plavoj izmaglici porekla, a moguće je prepoznati i naše potomstvo, kao što je moguće prepoznati i reku koja izlazi već iz grada, kao što izlaze ptice iz sna. Nema potrebe narušiti ovu prolećem okupanu nujnost, ovu vrtoglavu zahuktalost, ovu ozidanu svakodnevnost. Nema potrebe narušiti taj sklad sebe kad se sve to već smestilo u kapijama grada, u otvorenom prozoru preko puta, u zagrlju devojke, na primjer, u zubima reči, u ćutanju nade. Nema potrebe jednostavno, jer čuj kao bujica pesma protiče ulicama mog grada. Зад оваа ограда расте градина во која не долетуваат птици. Шума што не шуми на ветрот, мазна, одвратна и гола како и секоја вистина што е. Сонцето над неја открива воздух пренаселен со иглички прав што паѓа на се. На се, не водејќи сметка за вложениот напор да се одржиме и продолжиме на светлината, како цветовите и навиката на сакањето. Прав што го совладува отпорот на историјата, спротивно на глазурите на времето, помалку или повеќе пријатни за окото. Прав што неодложно паѓа и се вовлекува дури и под кожата, победувајќи ја при тоа и најсовршената херметичност на предметите и мислите. Прав што паѓа по трагата и раците на оној човек од вај забележлив, што сега седи во безгласната и безсловесна шума, задлабочен во штурите можности, со мисли да се победи каменот. Оној човек кој со глето му ја отвора устата на каменот, бидејќи зборот е тврд. Раде Томиќ, роден во 1934 година, меѓу првите во Војводина успеа да однегува поезија на лесното и допадливоста, разговорот за секојдневното и обичното,
Poezija kakva može bi negува француските модерни поети, а превер и кено сигурно. Многу песни на Томиć, спонтани и возбудливи, ќе останат трајна вредност, како доказ дека пустоловините на духот во уметноста го потполнуваат и го завршуваат општиот контекст на секое практично насочување кон напредокот и иднината. Pesma. Primorava me da hodam celog veka, da iščeznem umjesto njene konture, za 7 dana i noći da pronađem belu krajinu julskih maslačaka, da opišem ruke eolskih pričina, čevekoliki val na ognjenom moru, sobu tihu, pogodnu za svetilište, otrovnu dolinu i neplodno voće. Hoće da me zatoči u latici groma, da metrom merim raširanje mrežnjače, da me uputi tamo gde se glas mrači i uništi moje hlorofilne kolibriće. Одеднаш сите кон мојата страна поитаа. Да ме присвојат посакаа зад моите љуби трчкајки. А не го знаат јазикот со кој би говореле. Не гледаат и не чувствуваат колку далеко сме отишле. Оти ни збор не набабре во плод миризлив и податлив. Каде и да си, просто миш. А светот ко срча распукнува и се гуши во сопствената крв. Сонцето се гасне. Еден од иноваторите во поезијата на Војводина, иако само со 2 објавени книги, сигурно е и Бора Милиć. Првата книга под наслов "Остана молчењето" ја објави во 1964 година. Молчењето го прекинува во 1976 година, објавувајќи ја книгата "Сонети во служба до крај, до последен". Меѓу првите пишува еден вид ангажирана поезија, свртена кон животот на секојдневието, кон поетичноста на малите работи, но и потполно десакрализирана, вистински вулкан на персифлажа и автентичната иронија. Во формата настојува да оствари секакви судири на антипоетското, демистифицираното, оштро и зајадливо поигрувајќи се со феномените на потрошувачкиот менталитет, со критика на преживијаните сваќања за уметноста, трудот или убавото. Dvadeset i drugi sonet. Sastavi sonet, a da nije ljubavni. U tome i jeste značaj. Tu je i zec. Problemi mogu biti samo ustavni. Napred, ako koristiš damu, moj će kec napraviti rusvaj. Ne gledaj me belo. Nisam ja crn. O ljubavi ni reči više. Kad spomenu smo karte, za celu sam pobedio. Tome ne protivreči ni vremeplov. Sasvim slučajno dobijam, ti dobijaš sračunato, planirano. Onako kako ja s pesmama orgijam. Za svoj račun. Da, i to je sanirano. Samo me ne gledaj belo, jer nisam crn. A ako je tu ruža, onda sam trn. Состави сонет, а да не е љубовен. Во тоа и е значењето. Тука е зајакот. Проблемите може да бидат само уставни. Напред. Ако користиш дама, мојот кец ќе направи русвај. Не гледај ме бело, не сум јас црн. За љубовта ни збор повеќе. Кога ги спомнавме картите, сигурно победив. На тоа не му противречи ни времепловот. Сосема случајно добивам. Ти добиваш пресметано.
Спланирано онака како јас со песните што оргијам. За своја сметка. Да. И тоа е санирано. Само не гледај ме бело, бидејќи не сум црн. А ако тука има ружа, тогаш сум трн. Еден од најинтересните автори во Војводина е Вујца Решин Туцич. Се појавува во литературата кон крајот на 70-тите години. Првата книга Јајце во челична корупка доживеа неподелени симпатии кај публиката и критиката. И сите негови подоцнежни книги се во најмала рака необични и секоја различна. Од јазикот, констатациите и екстрактите до бравурозните мајстории, постојано целиот во испитување на новото, Вујца Решин Туцич оствари цела низа многу оригинални поетски дела, чии решенија и постапки се веднаш оценети и прифатени како високи резултати на поезијата во Војводина. Brže ovamo ključeve, igle, čekiće, okiva, jaje. U 16 časova jaje stiže na licino mesto. Kokoške petlići, kukuriku, trk u bibliotiku. Novo, set, preklapaj ga polako. Makaze, ovamo vuci štranjku. Mamicu ti ne bučkaj po jajima. Stegni gvintove, popuštaj, brzo bojice, bojadiši. Žene levo, muškarci desno. Iskopaj rov, mitraljez, zaštitna odela, pumpaj, sipaj, cepaj, odesno rampe. Pesma, jaje je naši su sni, slatko nam leže dani svi. Okivaj jajce, okivaj ga, rastapaj ljusku, udaraj pljusku. Operi ga, stisni belance, polako, žumance u čanak. Opet nema vode u bojleru. Vruće čelično jaje. Žene ovamo pipajte jaje. Temperatura je na visini, upotreba sirene. Plovit ću ja morem, skuvat ću ja jajce. Širit ćemo ljusku ispod gromobrana. Во последната генерација, која зад себе веќе има известно литературно дело, секако посебно место му припаѓа на Воислав Деспотов, поет роден во 1950 година. Навестувајќи извонредна дарба уште со првата своја книга објавена во 1972 година под наслов Прво, тоест Песнената слика на зборот, Воислав Деспотов до денеска следи само едно начело: да се биде свој, да се биде заљубен во непознатото и новото. Машина за пишување. Писма. Писмата реферати. Рефератите раскази. Расказите романи. Романите Достоевски. Достоевски Злостор и казна. Злосторот и казна убиство. Убиството револвер. Револверот пушка. Пушката војна, војната Египет. Египет Израел. Израел, Америка. Америка, Чарли Чаплин. Чарли Чаплин, филм. Филмот кино. Киното театар, театарот завеса. Завесата крпа. Крпата фустан. Фустанот с долниште, с долништето жена. Жената жена. Владимир Копицел
roden vo 1949 godina, се јавува кон крајот на 70-тите години работејки само на полето на поезијата во авангардните групи во тоа време и во областа на преведувањето. Дури со појавувањето на неговите книги Аер и Парафрази на патот, беше возможно да се согледа профилот на еден поет чиј јазик, за разлика од предодните, е донекаде скржав, ладен, учен и одмерен, но во контекстот на многобројните поетики и поетски школи, во кои често, место фантазијата, има повеќе непредвидена припадност, донесува една систематична и синтетична сеопфатност на крајот на еден начин на пеење. Кај Владимир Копицел е изразено интересирањето за такви форми на успешен текст, како лектирата, во чија основа не се чисти белетристички намери, ниту литературното е негов домет. Често се тука примерите на филозофијата на афористичкиот разговор, рокот и психоделичките текстови, весничните материјали преполни со јасни, живи информации, прочитани фрагменти од алхемиски и езотерички записи и слично. Присутно е одвојувањето од осталените теми и мотиви, тежнение кон повторно откривање на заборавените и непродуктивните ракавице на литературната традиција и работа на такви поетски формални образци кои непосредно кореспондираат со традиционалните форми, речиси ги достигнуваат и ги реплицираат. Лавовите живеат во Африка, на осмоканалните ленти во кодираните групи од 200 до 300 парови. Тие одат слободно по житните полиња на прашумата без стрепнеш од ворстер. Имаат вградено стерео. По верување, глодарите до храна доаѓаат со молитва. Го параплегираат Јан Смит. Прават дебели пранги од тешка вода и руди. Не знаејќи за размената, не покреваат производи. Женката на лавот, тигрицата се размножуваат со делење, при што се концентрираат на мајката на Махараджа Јоги. Младите лавчиња, слоновите, одрастуваат на палмите, трошејќи ги соларните бранови за секундарна исхрана. Мозокот на лавот е протонски, без недостаток на фисија, располага и со солидниот систем на дехидрацијата. И така стигнавме до крајот. Веруваме дека се здобивте со извесен увид во повоената поезија што во Војводина се пишува на српско-хрватски јазик. Исто така сме уверени дека овој преглед беше не само интересен, туку и корисен и дека со овие поетски имиња ќе посакате да се сретнете и друг пат.